Владата да донесе квалитетна аграрна стратегија и да создаде услови за поконкурентно производство, но и да работи на изнаоѓање нови пазари. Ова е ставот на дел од земјоделските здруженија од Струмичко, кои оваа сезона ја вбројуваат во едно од најлошите. За жал, овие денови се виде и неспособноста на оваа влада во немањето стратегија како и на кој начин да се реши проблемот со вишетокот на производите што се јавуваат во земјоделското производство. Според нив, добар дел од производството скапува по нивите, а цената по која се продава е под секое достоинство. Владе една општа агонија во пласманот на градинарските производи, бидејќи тие се нудат со доста ниски цени далеку што се пониски од цената на чинењето на самиот производ. Со немање пласман се соочија земјоделците во струмичките села. Ванчо Костадинов од Водоча тврди дека на нива му останале околу 10 тони домати и краставици. Гневен, апелираше до младите да се тргнат од нивите. И препоручам на секој млад човек кој што е исправен да не остане тука. Да не го лажат народот, да не го брлават народот со земјоделие, това даваме. Ке се набуде само не може да платат давачките. Мен некој пита, јас останах за земјоделие роб. Немам стаж, ронка за пензија. А сите приходи, сите даноци ги плаќам. Веќе подолг период во Струмичко доматите се откупуваат по цена од 3 до 5 динари за килограм. Костадинов реагираше за начинот на делење на државните субвенции. Кој зема субвенции? Зема субвенции тие што ги земаат плантаиште без пари. Ја тие што ги земаат тие зиковски тие земаат субвенции, јас не земам субвенции. На мен нек ми даде производство да ми одат, да ми најде пласма на производство субвенции не сака. Оваа сезона најлошо поминаа производителите на домати. За нив не помогна многу ниту препораката преработувачите да го откупуваат вишок од домати, зашто владата понуди и субвенции.